Да не бидеме последната генерација која ќе води борба. Борба до победа. Да им овозможиме наследните да се борат за многу подобри работи. За напредок, за благосостојба, за мир. Така е, така. Внатре седи нелегитимен председател на собранието. Браќа и сестри, другари и другарки, не се обесхрабрувајте. Наседнавте. Вие што гласавте за една опција, чиј председател, за разлика од еден македонец кој влезе како крал во албанската историја, Скендербек, ќе влезе како кловен камиказе. Стравот се чувствува кај поумните по се изгледа. Никој не се оцва во меѓувреме да ја застапува нашата правна битка за правата на овој народ. Ниту еден од интелектуалците, сите се правда со невозможноста која неилустрираната историја на овој народ ја остави да бираме на најдемократски начин, на референдум. Затоа бараме избори, директни избори, кај што ќе има разрешница. Ги повикуваме партиите на мирен, демократски начин да седнат и да ја разрешат оваа ситуација, која не е само на штета на македонците. Таа е на штета на знамињата кои ги немаше денеска во кабинетот. А тоа се на власите, србите, ромите, бошњаците. Оваа селективност и оваа бинационалност предупредувавме дека ќе дојде до ова. Не послушаа политичките елити. Ја направија државава нефункционална. Само народ, само вашите другари, соседи, браќа, роднини може да ја спасат. Бројност, пријатели, бројност. Нас ни треба присуство. 100.000 народ на улиците на овој главен град. 100.000 народ. Е, тоа грло се слуша. Тука се само најупорните, најхрабрите. Има разлика. Дух и душа. Духот може да ти го скрши некој привремено. Душата не може да ни ја зема. Нашата душа, нашето срце. Не се предаваме. Ке пробаат се со грда пропаганда, со спинови, со фотошоп. Ги чекаме! И полиција. Нашите браќа, чија крв зовре, неразумно колку и да е, но зовре ради неразумноста на политичарите. Вината подеднакво да биде поделена. Меѓу елитите и меѓу народот. Македонија заслужува правна држава. Виновниот да одговара, невиниот да ужива во слободата. Ние
Morаме да ја донесеме назад слободата во поробена Македонија. На вас е, на сите, на нас. Не смеете ово да го оставите, ниту ние смееме. Не се предаваме. Овој пат е пат до слободата, преку изборите. Нека излезат на избори, со какви сакаат знамиња и тогаш ќе ги бираме. Едно можам да ви порачам, јас не се предавам и знам кој уште нема да се предава. Никој! Вие нема да се предадете на оваа окупација. Да живее Македонија! Слободна!